Ti kuskas šo aspits, jartoro varsiasa naviasta, so kasamun koklu kati kundi anviasta, și minduiții cuți eso feciorlo fasivaș buntui șiataș bunti cuscărășin viasta național. Narga, narga, coruloi di domno, narga, narga, coruloi di domnul. Nu și scoala purbila de domnul, nu și scoala purbila de domnul. Canin carță șamurli de domnul, canin carță șamurli de domnul. Șamurli șpinușurli de domnul, șamurli șpinușurli de domnul. Nu-ni strinzi-ția de clei de domnul, nu-ni strinzi-ția de clei de domnul. Cava-n frânzianalele de domnul, cava-n frânzianalele de domnul. Тинисис кускар шоспиц, ја тора варсјасан вјаста, цанала, здурусјаса кускари, сокрлуку сокра, кумнатлуку фуртатлу, туздем варлига. Миаја ешец јор, нар, миаја ешец гăța зведица, Mia ieșiți găța zvediță mea, nu-mi tarluțe șvațe, nu-mi ta. Mia ieșiți găța zvediță mea, nu-mi tarluțe șvațe, nu-mi ta. Mia nu-mi tarluior, năr, mia nu-mi tarluțe șvațe, nu-mi ta. Mia nu-mi tarluțe șvațe, nu-mi ta mea. Turța trațar mutosița. Mia nu-mi tarluțe șvațe, nu-mi ta mea, tuța trațar mutosița. Mia turța trațior, năr, mia turța trațar mutosița. Mia tuța trațar mutosiță mea, ștu scotoară durosița. Mia turța trațar mutosiță mea, ștu scotoară durosița.
Tinha se smutritor, tu tricuteli minuti putus videc una parte di avutlu folklor armanesku, di adesli și tradiția armanească. Titutația najma mari contribuții are profesorul de la Academia de Muzică de Skopje, domnul Vladimir Janevski. Gospodine Janevski, добар ден и добре дојдовте во емисијата на Влашки јазик. Добар ден и добро ја најдовме. Јас споменав на гледачите дека во изминатите минути имаа можност да видат еден мал дел од богатата традиција на власите, фолклорот и обичаите кои се прават за време на свадбата кај власите. Кажете ни од каде е идејата да направите и еден ваков репертоар во вашиот ансамбл Македонија? Значи, ние еден подолг временски период, јас како етнолог и како етнокоролог имав шанси да работам на терените на секаде во Македонија и секогаш кога ќе дојдев во контакт со влашкото население, сваќав дека таа традиција на изумирање, таа традиција исчезнува и навистина можеме тука се каже дека ниеден ансамбл во Македонија не ја негува толку влашката култура, односно не се собрани оние стари влашки елементи. И од тука ми беше идејата дека мораме да собереме, мораме да ја почитуваме прво традицијата на властите, мораме да ја почитуваме културата на властите, затоа што тука се работи за една страшно богата, интересна и специфична култура. И сето тоа започна пред некои си 15 на 20 на години, кога се уште беа живеа на постара генерација на власти, кој знаеше да ни раскажува, кој знае да ни ги отпеат старите песни, кој знае да ни ја објаснат носијата, кој знаеше најголемиот проблем, ако тука може да се каже за овчеполските власти, да ни кажат како се облекуваат елементите, затоа што властите во овчеполието, односно грамостените или карагуните, ги задржано ние најстари, најрахаични елементи, односно многу слоевитосто облекување на естетиката и на елементите на народните носи. Да. Вие сте уметнички менаџер на ансамблот Македонија. Посетивте повеќе места низ Македонија, каде што има поголема концентрација на власи. Какво беше вашето искуство од контактите со власите? Па морам да кажам дека сепак секогаш јас во моето искуство секогаш работиме со повозрасни луѓе. Од повозрасните луѓе навистина имаме многу што да се научи. Првенствено е кога се работи на теренот, дали тоа биле власти, дали тоа биле македонци, дали тоа биле роми, секогаш работиме со повозрасно население и секогаш на почетокот е малку тешко, морам да кажам, да се дојде до тие луѓе, но кога ќе разберат и кога ќе сватат што у суштина ние бараме и што е нашата задача, тогаш навистина тука се склопуваат непријателства, тука се склопува затоа што е многу добро и е многу битно да луѓето сватат дека ти се интересираш за нивната традиција. Многу малку млади луѓе имаме денеска што се интересираат за повозрасната популација, односно за популацијата која некогаш како живееле. Па кога малку енергично, односно кога малку повнатрашно ќе влезеш во суштината на проблемот, тогаш луѓето повеќе ти се отвараат. Така да во однос на традиционалната култура или во однос на објаснувањето на народните носи или во објаснувањето на песните, навистина јас морам да кажам дека и со власите во овчеполието и со власите во мегленските власи ние имавме прилика покрај тоа да истражуваме во селските центри, например власите кои живееле во Овчеполе, денеска се населени во големите градови како што е Велес, како што е Кочан и Штип, и дел и нели Скопје. Покрај тоа што истражувавме во селските средини, многу често работевме и во градовите. За среќа во градот Гевгелија се населени само од селото Ума, но најдовме ние и преселници кои се преселени од другата страна на границата, односно од Мегленот, а тоа се Брислав, Лугунци, Нотија, кои се доселени во градот Гевгелија. Исто така работевме и со крушевските власи кои живеат денеска во Крушево, но од истата таа група на власи денеска живеат и во Маловишта и во Гопе, што е една иста група на влашко население. Така, да споменеме дека во ансамблот Македонија членуваат учениците од Средното музичко училиште Илија Николовски Луј и од Музичката академија. Да. Каков беше интересот кај учениците и студентите да членуваат во овој ансамбл Македонија? Па, знаете како, ние секогаш за ансамблот Македонија се врзани некаде околу 40 уметници и секогаш гледаме тоа да бидат најдобрите уметници и најдобрите ученици од Средното музичко училиште Илија Николовски Луј, но и најдобри студенти од Универзитетот Гоце Делчев од Штип, од Факултетот за музичка уметност, односно од Катедрата за етнокорологија, и да се направи таков еден уметнички спој кој вистински ќе презентира традиционалната култура, дали тоа било на власите, дали било на македонците, ромите. Од друга страна пак, еве, во ова
телевизиско снимање вие можевте да видите уметниците со колкава гордост ги носат влашките носии, одвај чекаат да се облечат затоа што влашките носии кои беа од овчеполието се доста тешки за облекување, тие имаат слоеви начин на облекување. Например, можеме сега да кажеме и начинот на облекување како е. Прво се облекува минтанот, па се облекува фустата, па се облекува кандуша, па се става поала, па преку половината се препрашува брно димердзјали, па може горе да се носи шкуртака или либаде, па на главата се прикачуваат, прво се става качула, па дистимела, па фунди, па амори, значи се тоа деталчиња кои ја прават влашката носија на вистина да биде богата и да изгледа и вака како што видовме богата. Па перпоците исто, чорапите кои се облекуваат, па може да бидат перпоци дихарсафи, да бидат со срман или направени. Или исто така невестата која можевме да ја видиме овдека, има неколку типови на покривка за глава, таа носи и дистимелино, таа носи и завон, покриение лицето со завон, во раците носи марамчиња кои на влашки се викаат илздетман, тоа се покриени рацете да не се гледаат рацете од невестата. Па можеме овдека да забележиме и нашите уметници со колкаво задоволство сака да го ишараат лицето, односно сака да стават крст на челото, како што некогаш било тоа мода во крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. За среќа, пред 15-тина и 20-тина години имавме се уште информатори живи, кои можевме да ги сликаме, кои носеа такви, кои беа тетовирани. Тоа беше само карактеристика и уметност на влашката популација. Така да, навистина, тука се работи за една богата култура, кога се збори за влашката традиција и влашката култура, навистина мене ми е огромно задоволство. Да. Од вашите контакти со власите, истражувајќи го влашкиот фолклор и традиција, можем да забележим дека научивте и многу влашки зборови. Дали разбирате влашки? Јас не разбирам влашки, но сите локални термини што ми се потребни за носија или што ми се, јас морав да ги научам затоа што јас морав да контактирам со луѓето. Сакаш или не сакаш, мораш да научиш затоа што кога гледаш луѓето, колку луѓе се трудат околу тебе, 3-4 возрастни жени се трудат да ти објаснат, па мораш да научиш, тогаш мораш затоа што тие го научиле нашиот македонски јазик. И ако тие можеле да го научат нашиот македонски јазик, зашто пак јас да не можам барем дел да ги испочитувам нив и со задоволство да можам да зборам на влашки. Кога сме кај влашката носија на Грамостањ, можете ли да не објасните подетално што се имате научено, како се прави влашката носија кај Грамостањ? Така, таа е значи од една дебела клашна која најчесто се ткае лито, потоа се носи на валавица. Кандушата е исто така лито ткаена која се носи на валавица и се добива еден поинаков постегнат дебел материјал, што е многу интересно за власите кои биле за грамостените. Е интересно тоа што кај нив не постоеле селски терзии кои ги изработувале, него секогаш носиите си ги изработувале самите жени. Што е многу специфично, тие целата носија ја изработувале од сопствени раце. Никогаш во влашката носија најчесто индустриализацијата влегувала преку некакви модни детали, ако можам да кажам, а тоа биле дистимелите. Може тоа да било дистимели ди харсафи или дистимели ди бамбаки. Значи тоа биле два типа на свилени или памучни шами кои се ставале преку рамениците или се покривала главата, но тоа било што било индустрија. Се друго, по носијата што може да се види, било од домашна изработка. Во почетокот, некаде во 20-тите и 30-тите години, влегува материјалот, кадифениот материјал, кој на влашки се вика пинуш. И тогаш често пати кандушата е замената со кандуша ди пинуш или фуста ди пинуш. Значи, или поалата, најчесто наткаената со многу харсафи, со многу орнаментика, се заменува да биде од кадифе и тогаш го добива името поала ди пинуш. Но што е многу специфично, едно од најстарите архаични елементи кои биле задржани кај власите овдека, во овчеполието, е изработката на гајтани. Изработката на гајтани се изработувала на еден специфичен начин, а тоа било со чокани. Тоа се дрвени предметчиња, долги предмети кои се имаат многу стара и старобалкански културни влијанија. Тие се ставале на перница, се ставале повеќе конци, најчесто во 9 конци, односно со 9 чокани, и се преплетувале под еден одреден број. Што е многу исто специфично, такви гајтани правеле и мажите. Значи може да ги прават и мажите, но ги правеле исто така и жените. Тие чокани, за среќа на теренот кога се истражуваше пред 15 и 20 години, можевме да најдеме такви чокани, но многу малку беа ретки жени кои знаеа тоа да го врзуваат и односно да образуваат една таква гајтанска апликација. Да. Оно што за мене е многу интересно е тоа што вие како професор на музичка академија
сами сте се заангажирале лично вие како физичко лице да најдете влашка носија и од Грамостеањ, и од Мегленските власи, и од Крушевските власи, сами сте ги купиле со собствени средства. Како ги чувате? Па ги чувам дома, значи во мојата домашна една просторија, која е подромска просторија, а тоа како јас ги купив. Во животот, кога нешто многу вистински го сакате и го посакувате, не може да го немате. Јас секогаш кога одев на терен и кога ќе може да видам како една кандуша е фрлена или како една жена или маж ми се жала дека веќе нема, дека ни се губи традицијата, знаете како, секогаш добивав со емоции дека тоа мора да се заштити. Ако ние ова не го заштитевме, ако јас овие носии не ги собрав, ние никогаш немаше да можеме да видиме како функционирала носијата кај грамостените. Од друга страна пак имав за среќа во мојата збирка имаме и носија од постариот тип на мегленските власи, а тоа е од типот на носиите кои некогаш се носеле пред да почне оваа европска мода, а тоа се кога жените носеле саги, кога носеле камиша турната, односно орнаментика. Турната е орнаментика која се добивала по пат на ткање, не по пат на везење, него по пат на ткање. Тоа е единствената одлика на мегленските власи кои орнаментиката ја добивале според техниката на ткање, не според техниката на везење. Например, кај мегленските власи се задржани тие едни многу стари такви елементи кои стара орнаментика, одно и стари детали во облекувањето. Например, кај нив е карактеристична и сукардата, но исто така како горна, односно згорна облека кај грамостените е многу специфична една облека која се вика сарика, која за жал многу ретко се наоѓа на теренот. За среќа ние во нашата збирка имаме и сарика, но е една од постарите култни елементи кои најчесто до 50-тите години се задржала кај некои од постарите и повозрастните жени кои ги доносувале старите сарики. Да, и да споменеме уште неколку карактеристики за влашката носија кај власите од Крушево. Власите од Крушево е нешто што веќе преовладува европската мода, како што можевме и да видиме, а тоа европска мода е затоа што било нормално. Власите од Крушево биле, за разлика од номадите во овче поле, тие биле цело време со стоката и се живееле во еден затворен круг, додека власите кои живееле во Крушево биле многу поотворени, имале повеќе афинитет кон печалбарството. Движејќи се низ европските центри, тие ја донале европската мода. И веќе од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век се истиснува таа стара носија и почнува да се носи ова ала франга тип на носија. За среќа, дури кај тие власи во Крушево можеме да видиме стари типови носии кај старите фотографии на Милтон Манаки, каде што може да се видат, да се забележат постари типови на носии. Но од крајот на 19-тиот век таа мода се напушта и почна да се носи европската мода, позната под ала франга. Да. Вие сте естетичар. Целата оваа носија за власите што ја имате во ансамблот Македонија е еден вид копија. Значи, врз основа на старите носи направена е нова. Кажете ми колку е значајно да се познава автентичниот модел, материјалот од кој се прави за да се направи една добра копија. Да, сега, копии се направени само на крушевските власи. И дел на мегленските власти, додека овчеполски носиите кои беа од овче поле се во потполност оригинални носи. Автентични, да, се забележува. Да. Тоа се автентични, тие се од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Кога се работат копиите, мора да се познава многу добро оригиналот. Мора да се има многу оригинални предмети, мора да се види, да се пази на кројот, мора да се пази на изборот на материјалот, мора да се познава културата и естетиката на луѓето кои живееле во минатото. Значи, ние без културата и естетиката, како што денеска ние имаме естетика на облекување и култура на облекување, и во минатото луѓето имале. Значи, не е дека тие само се облекували и немале никаква култура. И во минатото луѓето имале многу висок степен на естетика и висок степен на култура на облекување. Тој детал мораме многу да го познаваме и мора многу, затоа што кога ансамблот Македонија концертира, не само со влашките, воопшто и со сите носи, секогаш мора да имаме онаа патина на уметничка вредност, но и на културно-традиционална вредност во ансамблот. Во вашиот ансамбл Македонија се негува влашката култура, влашката традиција, обичаите за влашката свадба. Кажете ми, која е разликата во однос на фолклорот, музиката, споредувајќи ги Грамостеањ и власите, да речеме, од Западна Македонија? Тоа што вие врз основа на вашите анализи сте го заклучили како етнолог. Така, значи, грамостените, односно власите кои живееле во овче поле, во однос на етномузиколошката смисла, може и етноорганолошка
етнолошката смисла може да се забележи дека кај власите во Овче поле воопшто не бил познат инструментот. Тие биле сточари, тие може да се појави кавалот или шупелката, но тој не бил за забава, тој бил за издвојување, односно за потреба околу стоката кога тие самите се забавувале. Во однос на свадбите или во однос на големите, да кажам, собори кои тие ги правеле, најчесто тука се пеело акапела. Затоа кај пак власите грамостени развиена еден голем широк диапазон на вокали, на песни, каде што може развиена е многу широка мелодиска линија, каде што може да се забележи дека останати се некои постари културни елементи. И тука најчесто немаме придружба на музичките инструменти. Додека пак кај мегленските власи ќе забележиме дека тука има влијание од соседните предели, па тука можеме да видиме и гајда, може да видиме и тамбура. Ако се преселиме кај власите во Крушево, како што кажавме во однос на облеката, одма ќе забележиме дека тука има една градска култура, дека можеме да видиме ут, можеме да видиме канон, можеме да видиме џумбуш, виолина, кларинет, се тоа европски инструменти кои во крајот на 19 век биле донесени во тие предели. И ако направиме една компаративна анализа, ќе забележиме дека тука имаме три типови, односно имаме три различни типови на музичка традиција. Професоре Јаневски, навистина ми е чест што сте гости во емисијата на Влашки јазик. Сите членови во ансамблот Македонија се македонци. Која е вашата порака? Дали има простор ученици, студенти, власи, доколку имаат интерес да се зачленат во ова здружение, бидејќи за жал во моментот активно не постои ниту едно влашко фолклорно здружение? Апсолутно, сите деца што се заинтересирани, ние секогаш работиме кон тоа да ја зачуваме традицијата, секогаш работиме кон тоа да ги мотивираме младите, односно и овие млади луѓе што овдека ги видовте, пак ќе се навратам, ќе видовте со колкав жар и со колкава естетика, односно колкаво задоволство се облекуваат во носиите. На овие температури воопшто не им беше тешко да ги носат носиите, уживаа во тоа и навистина е тоа вистина уживање. Ние како апел на вистина би сакале сите што се заинтересирани, млади луѓе кои сакаат да се школуваат, ние секогаш стоиме и музичката академија и средното музичко училиште, но тука исто така би дали и апел на повозрастната публика. Сите тие што се заинтересирани, што сакаат да ни помогнат во однос на песните или што сакаат да бидат дел од ансамблот каде што ние ќе можеме некогаш на било кој начин да направиме една уметничка пропаганда за влашката култура, на сите тие луѓе кои носат во себе некаква уметничко изразување, слободно може да се јават во ансамблот, а ние ќе се трудиме на секој може начин да направиме презентација на влашката култура. Навистина ми беше уште еднаш, ќе споменам, голема, огромна чест што бевте гости во емисијата на Влашки јазик, што на овој начин ја презентирате на секаде каде што настапувате, ја презентирате, значи, влашката култура, влашката традиција и се она што е обележие за влашката заедница. Ви посакувам многу успех, се радевам дека нашата соработка ќе продолжи во иднина. Ви благодариме многу.